Стравувањата дека есенските берби нема да ги задоволат потребите и квалитетите се покажаа неосновани. Поради продолжената пролет и обилните врнежи, земјоделците стравуваа дека поголемиот дел од посевите ќе скапат и преносите ќе бидат слаби. Прегледите на терен во текот на бербата на гравот и предстојната берба на пченката покажуваат одличен квалитет и приноси исти како и минатите години. Во нашиот Полошки регион се засејани 3,5 до 4.000 хектари грав во здружен посев со пченка и нашите нови, свежи теренски активности што ги имаме изведено и заклучено, како во претходните коментари што ви имам дадено за проценките на овогодишниот принос на гравот, се движат од 150 до 200 килограми по декар, а просечен принос е 150 килограми по декар или во хектари изразено 1500 килограми во хектар во зрно грав. Земјоделците или фармерите стравуваат дека добар дел на посевите може да страдат од скапување на меунките, што е во некои делови каде што беше присуство на голем процент на подпочвени води на некои парцели, забележено е мало оштетување на посевите, меѓутоа не влијаеше на купниот принос на посевот на гравот. Бројките се задоволителни, земјоделците се задоволителни од квалитативните својства на гравот, приносите очекувани и предвидени се во рамките на предвидените на земјоделците и нашите оценки и процени во однос на приносите се потврдија како и во минатите години. Гравот во Полошкиот регион поради неговите особини е еден од најквалитетните. Неговата берба до крајот на месецов треба да заврши. Нашиот грав Тетовец се карактеризира со светло-бела боја, со мал процент на љушпа, калибража 9-12 мм и една од основните квалитативни својства на гравот е тоа што љушпестиот дел не се двои од месото. Тоа се една од најдобрите квалитативни својства на гравот Тетовец, што брзо се вари и е со голема протеинска вредност. На почетокот на идниот месец ќе започнат бербите на пченката и компирот. Теренските активности покажуваат дека проблеми нема кај ниедна од овие култури.